Неколку здруженија денеска пред Министерството за правда побара од институцијата да се преиспита правичноста на законот за извршување, како и реализацијата на извршувањата врз физички лица во земјава. Според овие здруженија, во законот го пишува спротивното од тоа што го тврделе надлежните. Во законот пишува нешто сосема спротивно од она што го кажа и го презентира во јавност Министерката за правда и премиерот. Тие рекоа 20% од главницата на долгот. Но во суштина законот гласи 20% од главницата на долгот и каматите. Што значи дека во текот на времето виртуелниот долг или наградата за извршителите право пропорционално расте. Тие до Министерството за правда поднесува иницијатива составена од 6 предлози и бараат истите да бидат презентирани на владина седница. Меѓу нивните барања се да се извади казнената камата и извршителите да престанат да наплаќаат огромни суми на долгови, за кои веќе бил платен основниот долг. Ние имаме 6 предлога до Министерството за правда кои би биле доста поволно да ги презентираат на седница, на редовна седница на влада. Во интерес на социјалната држава, во интерес на реформите на правосудниот систем, бараме темелно испитување, темелна ревизија на законот за извршување и на самиот процес на извршувањето или реализацијата на извршувањето. Да се најдат сите криминогени елементи, не само во самиот закон кој е крвнички, многу лош за физичките лица, туку и начинот на кој се извршувало. Се извршувало на многу спорен начин, не се направени само прекршоци, туку се направени кривични дела. На денешната пресконференција тие предупредија дека доколку не се стави крај на како што го нарекуваат грабежот на народот, ќе преземат соодветни мерки. Во оваа зграда, во Министерство за правда, министерката имавме големи очекувања, не се уште веруваме. Се уште веруваме, ги имаат, листите ги имаат, и сите факти на извршителите кои што треба да одговараат, тврдиме, милионски суми на пари имаат потрошено. Бараме средба со председателот на државата господин Пентаровски, кој што една од неговите предизборни активности, ако се сеќавате, тој беше еден кој што кажуваше се стави крај на извршителите. Значи, повеќе немаме поверење во никого. Бараме средба со председателот на држава, со премиерот на држава и со Министерката за правда. Здруженијата спровеле анкета во синдикатот која покажала дека секој втор граѓанин на Македонија има забрана за дел од платата од страна на извршителите.